Денеска почна второто полугодие за средношколците и основците. Во училишните клупи се врати околу 270.000 средношколци и основци, меѓу кои и 20.000 првачиња. Додека траеше 3-неделниот распуст за учениците, имаше можност од негово пролонгирање поради опасноста од заразата од морбили, но тоа не се случи. Туку загадениот воздух им донесе дополнителни 2 дена одмор на учениците. Владата и Министерството за образование вчера соопштија дека мерката престанува бидејќи концентрациите на PM10 частичките се под дефинираниот праг на алармирање. Од Министерството за образование велат в понеделник ќе се знае дали учениците ќе ги одработуваат деновите од продолжениот зимски распуст, бидејќи училиштата се во функција. Претходната министерка за образование и наука Рената Десковска, презентирајќи ги измените и дополнувањата на Законот за основно образование, рече дека нема веќе да се учи во сабота. Според предвидените измени на Законот за основно образование, бројот на наставни денови нема да биде фиксно утврден, за да се избегне одработувањето на часови во саботите, за кои искуството покажува дека не се ефективни денови за настава. Со овој закон се предлага наставата во учебната година да се остварува во 175 до 180 наставни дена, што ќе се утврдува со календар на настава кој ќе го носи Министерството.